Велам, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата на Муабет. Нашиот денешен гостин нема потреба многу да го најавувам, ама знам дека ќе ни донесе огромна позитива во студиото на Охрид Нјуз. Добре ни дојде за Никола Тодоровски. Ти благодарам пред се што успеа да одвоиш време и да не посетиш. Реков дека нема да трошам зборови да те најавам, би рекла, ете, ти да си водител, како би си се најавил себе си? Себе си да се најавуваш е комплицирана работа. Јас пред се би сакал да кажам едно благодарам на поканата во емисијата и покрај тоа што во Охрид Нјуз се чувствувам како дома, сепак една голема благодарност, зашто екипата на Охрид Нјуз секогаш ни дава екстра ветер во грбот за сите наши проекти и во театарот и надвор од него. Како би се најавил? Стандардното, значи сите ме знаат по тој фамозен извик кој спонтано настана. Епа, драга бандо, добре дојдовте во емисијата. Епа, драга бандо. И да го започнеме муабетов, да, често разговараме, често пишуваме за моменталните случувања на Никола Тодоровски, за она што го прави, но ми се чини дека многу ретко зборуваме за како воопшто започна приказната за Никола Тодоровски. Се сеќаваш ли? Вака, значи, приказната има два почетоци, еден по друг, професионално зборуваме, значи, пред се на околу 14 годишна возраст некаде, започнав да се занимавам со театар, на почетокот нормално аматерски, во детско драмско студио. Марија Новак го водеше студиото, значи некаде околу 14 години имав тогаш. Потоа, љубовта растеше се повеќе и повеќе кон театарот. Успеав да се запишам на Академијата за драмски уметности во Софија. Пробав во Скопје, меѓутоа не успеав во Скопје. Отидов во Софија, таму завршив, потоа, како што на сите име на јавноста познато, долги години имавме иницијатива за формирање на професионален театар во Охрид. На крајот, слава Богу, тоа успеа да се реализира, стана реалност. На околу 27 годишна возраст решив да се занимавам професионално со стендап комедија. Тоа е пред 10 години. И од таму натака работите спонтано си се развиваат до ден денес. Да. Накратко. Накратко и навистина инспиративна е секогаш твојата приказна. Синонимот за Никола Тодоровски е дека човек кој што ги смее луѓето, кој што ги развеселува и носи доза на позитива. Интересен момент е стендапот како тренд кој што се развива во последниве години. Дури постои дефиниција на Википедија, сериозно, дека стендап е комичар кој што кажува смешки стоечки. Да, буквалниот превод е комедија од нанога, вака накратко кажано. Меѓутоа, она што исто така е многу важно е ставот кој што тој што е на сцената го изразува, односно доколку немаш став, доколку немаш однос и што да кажеш по одредена тема, тогаш подобро да не кажуваш ништо. Така да секогаш ставот е, и тоа на англиски кажано значи to stand up for something, значи да застанеш, да зборуваш за нешто конкретно, нешто што ќе ги инспирира луѓето, нешто што ќе го искритикува она што комичарот смета дека не е добро во општеството, а ете, например, другите немале можност или немале храброст да го кажат. Нормално низ една призма или низ еден агол на смешка, но прашање е колку тие смешки се само шеги и колку она што не засмејува не е во позадина помалце кисело. Значи сладко кисел вкус. Така, може ли да кажеме дека еден диалог со општеството? Апсолутно дека е диалог и хуморот е многу здрава и потребна работа во општеството. Ние секојдневно заради општествено-политичките турбуленции кои не газат во последните 30 години сме понекогаш заблудени и забораваме и на луѓето им е спектакл кога ќе дојдат и ќе се изнасмеат.
а всушност тоа е најприродната работа и една од најчовечките карактеристики. Значи, многу мал број на суштества на планетава можат да си го дозволат тоа. Смеењето го продолжува животот и треба и на јавна благодарност да ви окажеме на вас комичарите кои што тоа го правите, ама верувам еве дека и публиката ќе ги интересира претежно нели муабетот на сите како му текна. Како му текна баш тоа да го направи? Процесот е многу спонтан и суптилен. Не може да се форсираат работите, односно сето тоа си настанува природно, дури ни јас не знам точно на кој начин одредена шега произлегла. Знам дека многу често ми се случува во моменти кога сум најрелаксиран, кога да речеме точно пред да заспиам ќе дојде некоја идеја од нигде никаде, значи најспонтано и си се смеам, прво самиот така ми доаѓа да си насмеам, бидејќи ми е интересно и станувам одма да ја запишам, зашто ако не ја запишеш готово, после исчезнува и сопругата стално кој ќе ме види што правам и таа се кико ти вика, ти не запираш човек. Така да спонтане, не знам, нема точен рецепт според кој што може да се водиме, дека ова е вака и вака. Многу пати се изненадувам од материјалот, бидејќи во последно време сакам доста да импровизирам на сцената, за да ми е интересно и мене, зашто еден ист материјал ако се повторува над 120 пати веќе станува механички и се обидувам да си најдам нов агол, нова забава и точно во тие моменти јас се изненадувам и публиката секогаш го чувствува тој момент и ме екстра задоволства. Да, тоа ми беше и следното прашање. Знаеш ли некогаш да си излезеш надвор од она што го имаш нели како сценарио подготвено, во моментот кога ќе видиш, не знам, можеби публиката не реагира добро или е потребна промена, буквално на сцената да си го сработиш на некој начин, ете, некој ново сценарио, тоа и беше наредното што сакам да те прашам. Она што го работам значи, како што реков, има два аспекти. Работата во театар, значи процесот обично е спремаш одредена улога, сценариото е прецизно, значи точно секој знае и концептот нормално на представата и театарот како уметност го бара тоа и тоа си е огромен предизвик и тоа не може нормално секој да го прави. Исто така стендап комедијата, таму пак е потребна комуникација со публиката директно, непосредно, никогаш не се знае што ќе се случи во шоуто, значи не е шоуто испрецизирано. Тоа само по себе бара спонтаност и од мене и нормално и од публиката. И во тие моменти врската е поинаква. Во театар кога доаѓаат како публика сакаат да видат нешто што е подготвено, меѓутоа што има одредена символика, се задаваат одредени општествени прашања, меѓутоа тоа е подготвено и публиката го наблюдува, значи нема директно учество во самата представа. Тоа само по себе, како што реков, е огромен предизвик и не сите стендап комичари можат да бидат глумци, како што ни сите глумци не можат да бидат стендап комичари. Значи битно е да се стави на граница помеѓу тоа на некој начин. Па различен тип на уметност е, исто така како што например има огромна разлика помеѓу, еве да речеме, вајарство и сликарство. Таму се користат слични принципи ликовни, да направиме една паралела, сега тоа прво ми дојде на ум. Се користат слични ликовни принципи, меѓутоа изразот е поинаков. Истото е и во овие две работи со кои што се занимавам. За мене е огромен предизвик затоа што ми дава едно освежување. Кога сум во една област, добивам малку освежување, кога ќе се вратам на другото, веќе имам малку поразличен поглед и одам подлабоко. И на тој начин, полека гледам да се развивам во двете области. Така, дел си од ансамблот на Народен театар Охридоста, така, паралелно го работиш тоа. Театарот како институција во нашиот град, колку си ја почитуваме, колку си ја сакаме?
Јас искрено можам да кажам дека едно добри 20 години, ако не и повеќе, сум го посветил животот на тоа нешто и за мене тоа нешто е свето. Сега колку луѓето во градот, тоа е веќе не можам да генерализирам. Јас познавам луѓе кои што се изгорени за да дојдат на представа и секогаш со нетрпение очекуваат нов проект или повторно да видат некои од старите проекти кои веќе представи сме ги играле. Исто така познавам и луѓе кои што немаат ни појма дека постои театар. Така да генерално не можам да кажам, едноставно тоа е во прашање степенот на култура и на интерес за една таква работа. Во секој случај да погледнеме од античко време па до ден денес, значи градот како инфраструктура, како еден организам е невозможно да функционира без театар. Затоа што театарот бил порано основен медиум и на тој здрав начин можеле да се издискутираат работи во општеството. Во денешно време сме преоптоварени од, би рекол, политикански емисии на медиумите и за жал можам да кажам дека политичарите ни го зедоа пиедесталот над звезди. Значи колегите глумци се некаде во гримјорните, некаде во прашливите сцени, а за жал господата и дамите политичари се во прайм тајмот на програмата и под силно осветлени, значи, од рефлекторите. Така да такво е времето. Јас се надевам дека ќе дојдеме набрзо до степен каде што ќе име доста на сите колеги и ќе си се земе местото кое што навистина го заслужуваме во медиумскиот простор. Па да, јас мислам дека и на луѓето има веќе доста од премногу политика. Нормално тоа не е дел од општествениот живот и мора да се следи и мора да се информира, но сепак да, малку нели го затаивме оној културен начин на живот и можеби токму и презентирањето преку јавноста е причина зошто луѓето и не често се во театарските сали. Сега во последно време стана толку многу комплексна ситуацијата со пандемијата, што секој чекор треба да се одмери илјадници пати, зашто никој не знае како треба точно да се реагира. Еве, свесни сме дека протоколите се менуваат секојдневно, бројките растаат, се намалуваат, амплитуди, падови и така натаму. Она на што јас апелирам и се трудам да обрнам внимание е дека пред се внатрешното здравје и духот на луѓето мора да се задржи, мора да се стави во овие околности, треба дополнително да се стави акцент на тоа да гледаме квалитетна програма, да имаме добар духовен импулс за да може да се издржи притисокот. Затоа што инаку, мислам, сведоци сме, сите се со главите надолу и сите се со брчки на лицето, ама не е од смеење, така. Значи, во овие моменти јас и покрај сите кризи буквално барав начин и формат некаков да одржам контакт со публиката, па макар и онлайн било. Не секогаш тоа е успешно и е прилично фрустрирачки и за мене, зашто и јас сум навикнат да имам публика од 500 души во салата, меѓутоа во последниот период тоа е невозможно, нели? Да. И е ризично во секој случај. Меѓутоа, мислам дека многу малку се обрна внимание на тие работи во последнава година и половина. Наместо да ја подсилиме програмата и луѓето да се релаксирани и да гледаат што е можно повеќе домашна програма, напротив, се засили со дупло нели презентирање на вести, дупло стрес, дупло политички програми, не знам, се она што
наместо да го конзумираме само како информација, го конзумираме како prime time, како највисока програма. Да, во ова време невреме ти се, како што успеа сепак да одржаш едно добро лето, ама и се најде и на социјалните медиуми, ете Инстаграмот и новите импровизации, тоа ти е најновото нешто што го правиш и стендап комедија се извинувам, подкаст меѓу другото. Па така да и тоа бара енергија, нели? Навистина се интересни импровизациите кога ние ќе ги видиме вака. Станува збор за нешто навистина досега што не сме го гледале од тебе. И ти полека нели навлегуваш на новите трендови или? Вака, јас искрен да бидам, не сум огромен фан на социјалните мрежи, меѓутоа сум свесен дека времето во кое што живееме е такво какво што е и дека мора да се има присуство за да се пренесе она што е како идеја и како порака до што е можно поголема публика. Барам начин да комуницирам со публиката преку социјалните мрежи и ете се случија најспонтано, пред се гледам да ми е мене забавно, ако ми е мене забавно, во тој случај публиката го прима импулсот и има забавно и нив. Сега се занимавам, како што кажа, со кратки синхронизации правам на Инстаграм и нормално проектите на мојот YouTube канал. Исто така можам да кажам дека имавме одлична соработка ова лето, успеавме да го организираме летниот комеди маратон, Summer Comedy Marathon, и покрај сите нели потешкоти, заедно во соработка со бродот Армада, успеавме да направиме еден добар дел од публиката во Охрид и пошироко да се насмеат. Многу сум среќен и сакам да се заблагодарам на сите кои што учествува и го направија маратонот да се реализира. Секако тука е колегата Стрезо Стаматовски со кого што цел живот мислам работиме заедно. Филип Ангеличин Жура, без кого организацијата е незамислива. Исто така комплетната млада екипа со која што работиме, исто така стендап комедија, исто така имавме гости од Скопје, Атанас и Тино колегите, исто така Влад Илич кој што живее и работи во Лондон, имаше свој настап, така што и покрај сите компликации направивме ова лето да биде добро за сите, како за нас креативно, така и за публиката. Да, и сега сме веќе на прагот на отпочнување на нова сезона на Народен театар. Беше предвидено да започне со Крик за љубов. Најновото нешто нели од ансамблот на Народен театар. Да, последната премиера. За мене навистина интересна представа, бидејќи вие буквално треба да си го одиграте својот живот на сцената, колку што знам во представата, а ти уште еднаш буквално со твојата сопруга играш сопружник. Да, има доста допирни точки, каде што и двајцата со Адријана се пронаоѓаме, меѓутоа секако тоа се сепак одредени ликови од една представа и ние сепак треба и да си го одработиме нашето, тоест да влеземе малку во туѓи чевли. Доста интересна представа е за тие што имаа можност да ја гледаат, се надевам дека им се допадна. Прекрасна француска комедија. Требаше да започнеме претходната недела, меѓутоа имаше нели несакан немил настан каде што целата држава нормално беше во траур и мораше да се одложат сите тие настани. Очекувам секој момент да се започне со репертоар. Колегите веќе работат на нова премиера, која што би требало да излезе на почетокот на октомври. Јас не учествувам во овој проект. Ке кажат секако, ке имате прилика, ке има известување за деталите околу представата. Се надевам дека и покрај сите нели протоколи и заштитни мерки, дека повторно публиката ќе се чувствува пред се безбедно, значи тоа е врвен приоритет.
од кој што никој не смее да бега, а понатаму секако и дека ќе ја почувствуваат топлината на театарот. Така, и од другава страна на она што го работиш, од стендап комедијата, следува стендап со Атанас и Тино, нели? Тие Да. се двојка кои што се помлади, можам да кажам, ама многу брзо прифатени од јавноста. Да. И мислам дека сте навистина интересна спојка, па како функционирате? Значи, тие, како што кажав, има своje шоу на Summer Comedy Маратонот. Ние соработуваме одамна, мислам, како колеги сме во контакт одамна. Тино има играно и во представа на Народен театар Охрид полицајци. Сега во Скопје на 20 овој месец организираат еден настан на кој што сум поканет како гостен, така да се надевам дека ете и скопската публика ќе биде задоволна. Ке се насмее со охридски хумор. Да. Бидејќи секогаш некако им е фасцинантен охридскиот хумор, никогаш не го разбрав тој феномен. Па не знам, мислам дека се што доаѓа од една друга средина би требало да делува како освежување за тие што се во главниот град на републиката, зашто таму тоа е сепак како еден вид амалгам, измешани се повеќе не знам, луѓе од различен бекграунд, повеќе гужва, повеќе сите тие работи, нели, што ги носи едно поголемо место. Мислам дека секогаш кога нешто ќе дојде, нешто што е сработено и оригинално од настрана, треба да донесе свежина. Така, сигурно сум. Пред да ти се заблагодарам за гостувањето, имам кратки прашања за тебе. Кој филм или актер најмногу те нервира? Филм. Или актер? Можам да кажам за актерка Сара Джесика Паркер. Не знам зошто, мислам дека немам ништо, значи против, меѓутоа мислам дека не знам, мислам дека Холивуд понекогаш ги злоупотребува односите помеѓу мажите и жените и дека се манипулира само за сметка на гледаност и така натаму. И мислам дека Сексот и градот е серија, ако може. Да. Да не ме сватат дамите. Респект за дамите секако. Од секогаш го имале централното место во мојата стендап комедија, затоа што многу се трудам да бидат испочитувани и секогаш да се во фокус. Не знам, не можам да објаснам, некако, не знам, можеби тоа е изборот. Се изнасмеав и те препрашав уште еднаш, затоа што навистина Сексот и градот е серија која што трае, но интересен. Јас сум ограничен и тоа е тоа. Добро. Следното прашање ми е кое ти е омилено јадење? Омилено јадење? Белвици. Белвици. Од кога не си каснал добра белвица? Немам каснато одамна, ама ево сега иштав ми дојде, ќе морам да каснам. После ова наручек. Добро, кој е излегувањето што ќе го паметиш до крајот на животот? Излегувањето што ќе го паметам до крајот на животот е кога бевме студенти со мојот колега и брат Стрезо Стаматовски во Софија. Една негова девојка имаше роден ден и консумиравме рум во прилично големи количини и од тогаш наваму не можам да го поднесам ниту во колачиња. Така да мислам дека велат луѓето дека кога ќе се опиеш забораваш, напротив, јас памтам. Значи меморијата Да. работи. И последното прашање од овие кратки прашања, што е најстаро во Центарот за култура во Охрид? Што е? Најстаро. Најстаро? Да. Системот за загревање, за затоплување. Така. Тоа е најстаро. Мислам, публиката знае. Се надеваме дека Се надеваме се дека обнови. ќе се обнови. Искрено се надевам дека ќе се фокусираат малку и дека Охрид ќе добие една прописна театарска зграда, нешто што му доликува на Нели
градот на УНЕСКО, културната лулка и сите тие перипетии. Никола, се надеваме и ти благодарам многу за гостувањето, за одвоеното време. Секогаш нели остануваме да те поддржуваме и да ја следиме твојата работа, а ти само продолжи да не смееш. Фала ви за поканата. Поздрав до сите фанови на Охрид Ньюс. Поздрав, драги гледачи, драги читатели и од мене. Да не должам многу, се надевам дека имавте интересен муабет кој што го проследивте и се гледаме во наредното издание. Чао, чао!